ние сме сите лојални деца на нашите предци и сите нивни образци, да кажеме, на справување со предизвици во животот ги носиме во нас. Така да многу често, ето од моето долгогодишно работа со луѓе, со фирми, со организации, индивидуалци, доаѓам до сознание дека некогаш и проблемот не е наш проблем. Животот нас не предизвикува постојано, меѓутоа на нас е да порасне. Доколку сакате да се развивате, сакате да ви се случува нешто поинаку од тоа што ви се случува сега, мора да инвестирате во себе, затоа што ако продолжите на истиот начин да се однесувате, истите работи ќе ви се случуваат. Животот е процес на постојани промени, а развојот е опција. Многу повеќе луѓе имаат страф од успех отколку од неуспех. Затоа што ако успеам, што ќе се случи? Обкружувањето, како ќе ме гледаат луѓето, како ќе се носам јато со тој успех. Најголем подарок што родителите може да му го дадат на едно дете е да работат на себе. Здраво и добредојдовте во уште една епизода на Next Gen Podcast. Пред да започнеме со оваа епизода, искрено би сакал да кажам едно големо фала до сите што до сега ни укажаа доверба и изгледа барем една епизода од досегашните 4. Ова е пета, на некој начин и јубилејна епизода од подкастот. Баш затоа ја користам оваа прилика, нели да кажам фала. Сакам да спомнам некои мали информации до сега во овие изминати 2 месеци. Некои успеси кои искрено не ги очекувавме, а ги постигнавме. Кратките форми кои ги објавувавме од подкастот на социјалните мрежи достигнаа преку 300.000 прегледи, 1000 часови гледаност на главниот канал и доста коментари и лајкови, нели поддршка, исто така и критики кои се уважуваат еднакво, како и добрите коментари. Еден битен податок кој сакам да го спомнам, исто така дека 85% од нашите гледачи се уште не ја стиснале subscribe опцијата, да се претплатат на каналот и да добиват информации цело време за секоја наша нова епизода. Така што мислам дека ова е добра прилика, ова јубилејна 5-та епизода, нели да кажам и малце повеќе и за тоа како подкастот има намера да се развива, како се развива до сега, како сме задоволни. Планираме да продолжиме во истек, дури ако може и да зголемиме со обем на епизоди, повеќе гости, може би епизода неделно е во план во иднина, но сега за сега остануваме на истото, една епизода преку една недела, тоа е 2 епизоди месечно. Така да уште еднаш фала на сите која дадоа довербата да изгледаат епизода, да коментираат, да лајкуваат. За сега сме искрено презадоволни и тоа само не мотивира, нели, да работиме и натака и да продолжиме во со исто темпо, ако, нели, да настојуваме да го зголемиме. Денешната тема која ќе обработуваме заедно со мојот гостин е тема која имав, која размислував уште од самиот старт на подкастот да биде како една од темите кои би се зборувале на овој подкаст. Доста е прочуена низ светот, кај нас искрено за жал не баш толку. Станува збор за НЛП. Кога почнав да се распрашувам меѓу луѓе со кој би можел од тука од кај нас да зборам на таа тема, со кој би можел да разменам мислења, да научам нешто, бидејќи јас не сум запознат со самата тема толку добро. Искрено сите патишта ме упатија кон мојот денешен гостин. Прашање е Марина. Да. Здраво, Марина. Здраво, Ѓорги, ти благодарам многу на поканата и се надевам дека сум ја таа што ќе разјасни дилемата околу тоа што е НЛП. Да. Малце така на некој начин и контроверзна тема, но ќе пробаме, нели, ќе настојуваме да ја упростиме што повеќе може, да ја доживеат гледачите на некој начин. Да. Мислам дека пред да почнеме, за да не ги збуниме, мислам дека круцијално прашање ќе биде што е НЛП. Дали ќе може да почнеме од некоја дефиниција? Да. За тоа што е НЛП? Да. Кратенката е Now Let's Party. Да. Така една наша учесничка ја нарече на тренинзите и тоа ни остана нас. Меѓутоа има вистина во тоа. Меѓутоа оригиналот е невролингвистичко програмирање. Многу интересен назив, нели? Невро се однесува на тоа како процесираме информации, нели?
како нашиот мозок функционира, како ги примаме информациите, што е тоа што се случува во нашата подсвест. Лингвистичко се однесува тоа како ги искажуваме преку зборовите, а програмирањето е уствари факт дека ние сите сме програмирани. Така, значи ова би било накратко. На кратко. Да, самата тема нели доста е покомплексна и ќе настојуваме нели мислам дека цел за овој подкаст треба нели да ни биде да ја разјасниме темата на НЛП колку повеќе можеме. Тоа е. Може да почнеме од твојот пат. Да. Како ти се најде во НЛП приказната? Може и малце пред тоа нели да опфатиме? Да. Само да сакам да надополнам, Слободно. програмирањето се однесува на сите оние наши образци, навики, програми што ги имаме од детството, од семејството, од нашите предци. Тоа е се тие програми кои исто така влијаат. Софтверот кој го носиме, да. Така, точно. На некој начин. Не е тоа за џабе програмирање. Да, са мојот пат исто некој вид кршење на програмите, нели, што сум си ги носила со тоа што додека живее во Холандија изгубив работа, меѓутоа Холандија како Холандија ти даваат отпремнина за да се надградуваш себе си, за едукација. Имав личен коуч таму и ми предложи да одам на НЛП. Викам, што е сега ова? Сега зборуваме за која година беше тоа? 2004, нешто така, одамна. Јас сум имал 4 години. Да, ето така. Така да, од 2004 патот мој ме наведе кон НЛП-то со тоа што го почнав јас за себе, нели, за личен развој, затоа што сакав да се пренасочам професионално, бидејќи нема веќе работа, викам да видам во кој правец сакам да се движам и беше полн погодок. Меѓутоа јас тоаш немав на вистина никаква ни идеја дека ќе станам тренер. Се беше за личен развој. И токму тоа е НЛП-то. Значи, такво расчистување на она каде сум сега, што ми се случува, нема веќе прашања зошто мене ова ми се случува, туку како дојдов ја до тоа што ми се случува мене, каде сакам да бидам. Значи, разјаснување на тоа што е тоа што го носам со мене од семејството, од предците, што можеби веќе не ми користи, како да се ослободам од тоа, со сета почит, нели, на сите тие што биле во моето обкружување во мојот живот. И тоа е всушност НЛП-то и за мене беше едно огромно разјаснување каде сум, што сум, во кој правец сакам да одам и веднаш продолжив на коучинг. Значи да учам исто НЛП и коучинг за да можам исто и да работам, нели, со луѓе и така почна се. И после тоа отидов на НЛП мастер практичнер, па станав тренер, па отидов во Америка, зедов највисок сертификат кој што на Балканот се уште никој го нема, значи од Роберт Дилц, еден од основачите на НЛП. И така си тргна целата приказна. Всушност, НЛП-то е едно лично патување. Секој што ќе дојде на НЛП, започва едно интересно патување и пред да го почнеме подкастов, нели реков, животов е како такси. Да. Ти седеш во таксито, ама ако стоиш во место, таксиметрот се врти. Сега, зошто да стоиме во место, кога можеме да се развиваме? За тоа е НЛП-то. Многу моќно на некој начин. Ќе објасниме после како тоа оди, али тоа е мојот пат, меѓутоа во меѓувреме имам многу други сертификати. Јас сум исто јога учител, холистички терапевт, траума, работам со исцелување на трауми. Сега сум во процес на акредитирање, меѓународна акредитација за коуч, програми имам за коучинг, луѓе што сакаат да станат коуч, што друго. Се што. Така. Да. Како оди разговорот, нели, се повеќе ќе откриваме. Ајде вака едно многу едноставно прашање. На што ги учи НЛП луѓето кои првпат ќе се, нели, во првата фаза да речеме на изучување? Што е тоа што им го покажува, им укажува, ги учи? Значи, прво и основно е учиш како комуницираш со самиот себе. Тоа е најважното, зашто многу од тренинзите луѓето одат на тренинзи да научат како да комуницираат со другите. НЛП-то те учи како ти комуницираш со самиот себе, како процесираш информации, затоа што во делови од секунда, во нашето обкружување, нашиот мозок процесира повеќе од 2 милиони информативни искри. Можете да замислите колкава обемна информација е тоа.
Значи, нашиот мозок и прави нешто да ги селектира тие информации и според таа селекција ние реагираме. Значи, и креираме однесување, комуницираме со самите себе. Меѓутоа, таа селекција на информација е многу важна. Како правиме селекција? Затоа што се е тоа базирано на минати искуства. Значи, например, еве со пример, да не објаснам многу теорија, еден пример, се сеќавате на короната? Така? Нели имаше? За жал. Така? Се сеќаваме сите. Да, за некои луѓе се уште постои. Не? За тебе постои короната? Па не. Не, веќе си ја заборавил, така? Затоа што можеби сега не ти е толку важно и вредно, не значи дека ја нема. Можеби се уште постои. Меѓутоа, твојот систем на вредности прави селекција. На што ќе се насочи, на што ќе му даде значење. Има луѓе, например, сите негативни и лоши вести што се случуваат во државата ги знаат. Има луѓе да живеат исто во Македонија и ќе речат што се случило, поима нема. Затоа што фокусот му е на нешто друго. Значи, НЛП-то прави всушност освестување на тоа на што јас се фокусирам во мојот живот. Зошто ми се случува тоа што ми се случува? Како доаѓам јас до тоа? Може би е само едноставно затоа што премногу ги гледам лошите работи. Не се насочувам на тоа убавото што ми се случува. Значи, тоа е една од работите прва што се случува со НЛП-то, да откријам, да видам што бришам, на што му давам друго значење, а што генерализирам во мојот живот. Ние во Македонија често викаме, немам јас пари, немам време, немам енергија. Да. Тие се три основни правила. Основни параметри. Ја веднаш ги прашувам, а зашто имате време, пари и енергија? Ако немате за ова, например, за НЛП, зашто имате? Пошто живеете, така нешто правите. Така да се е до фокусот и насочувањето на енергијата, на концентрацијата, на Тајм менеджмент и се на така не. Тоа тај менеджмент е еден мал дел од сето тоа. Се почнува од тоа, ние прво какво обкружување сме живеле. Прво малце да нагласам, јас не работам класичен НЛП, затоа што НЛП-то исто така се развива, значи многу нови вештини се додаваат. Јас работам системски НЛП. Тоа малку да го објаснам, што е различното. Можеш да видиш, нашиот живот се одвива на 4 полиња. Че ти прекинувај ме слободно, ако јас пошум, нели? Не, слободно. Слободно. Уште сме нели на вовет. Да, на 4 полиња. Ментално поле. Тоа е како процесираме информацијата. Менталното поле е најзначајното е НЛП-то тука. Имаме поле на тело. Значи, сите тие информации што мозокот ги прима, телото реагира на нив. Јас, например, се ако те прашам нешто, не е важно што кажуваш. Важно е како ќе го кажеш тоа. И не е тоа невербално дека јас ќе откријам ако некој ги скрстил рацете, дека се затворил, да правам генерализации, не. Туку е информација, што можам да те поставам прашање на основа на тоа што го следам. Значи, поле на телото. Телото памти се. Значи, ние можеби когнитивно сме разрешиле некој проблем, меѓутоа после 10 години сретнуваш некој човек и ти кажува нешто, зборувате, твојот мозок регистрира запамтена информација од пред 10 години и реагира на тоа. А остани нема врска со човекот, не е истиот човек, друга ситуација, значи телото памти, имаме поле на енергија, во полето на енергија спаѓа време, значи времето е енергија, спаѓа парите се енергија и спаѓа енергијата како енергија. Сега, например, ние тука исто имаме некакво поле, така, релациско поле на енергија. И се зависи од тоа како ние ќе реагираме, такав ќе ни биде, нели, разговорот, затоа што е енергијата. И ако, например, јас сум цицач на енергии, нели, постојат такви, луѓето веруваат дека постојат, да, и ти веруваш дека постојат. Па, мислам, на некој начин. Да, некој може да ти ја земе енергијата. Па, сигурно. А зашто му ја даваш? Тоа е добро прашање. Ние мислиме дека некој нас ни ја зема енергијата. Никој не може да ја земе енергија.
ако ти немаш механизам да се заштитиш себе си, да заштитиш твоето поле. Се ако чувствуваш овде во едно сме, или седиш ти во твоето, ја во моето. Како чувствуваш? Па повеќе дека сум на мојата. Да, и тоа е добро. Ти на твоето, јас на моето. Имаме тука размена, нели? Меѓутоа, ако сме сега во некоја ситуација, ако ја почнам тебе да ти викам, да се дерам, да барам некој конфликт, да барам, ти ќе го почувствуваш тоа. Вибрација ќе почувствуваш и телото ќе ти реагира на тоа. Застанавме за секунда баш кај енергетските полиња, бидејќи во нашето енергетско поле дојде една мува. Да слушаш одборот. Да, и она е дел тука. Да, сега И малце не прекина. ја пративме на шетање малку. Да, меѓутоа да тоа зборевме малце како да се заштитиш себе си, нели колку е важно тоа свесност за полето на енергија. Тоа е третото поле и четвртото поле, најважното поле е поле на душата, го викаме. Тука се тие сите образци, емоции, трауми, све што се случувало во нашето семејство и нашите предци. И поради нив ние постоиме, апсолутно, меѓутоа ние сме сите лојални деца на нашите предци и сите нивни образци, да кажеме, на справување со предизвици во животот ги носиме во нас. Така да многу често, ето од моето долгогодишно работа со луѓе, со фирми, со организации, индивидуалци, доаѓам до сознание дека некогаш и проблемот не е наш проблем. Или траумата што ја носиме не е наша траума, туку само ние го продолжуваме начинот на преживување, на справување со траумите. И затоа работам системски НЛП, значи све е вклучено, холистички пристап има тренинзите и на тој начин се добива една поширока димензија на тоа, се гледа пошироката рамка, затоа што ние постоиме поради релациите. Релациите со нашите домашни, нели, дома, таткото, мајката, брат, сестра, баби, дедовци и со луѓе можеби од нашите предци што воопшто не ги ни познаваме. Сето тоа поминува низ нашата... Ние сме филтерот. Да, да. Што сакав да спомнам, имав за цел тоа во тек на емисијата, нели да го спомнам, би сакал се во претходните неколку емисии се спомна темата на личен развој, нели НЛП спаѓа во тоа личен развој. Моje мислење е дека кога станува збор за личен развој, доста е битен нели етичкиот дел. Така? Да. Ме интересира како би одговорила ти, која е сигурност и гаранцијата која ти им ја нудиш на луѓето кои се твои клиенти или препораките кои им ги даваш, како НЛП-то да го користат етички. Бидејќи мислам дека секој, нели, Да. Многу добро. Личен кажа. развој и тема на личен развој, Да. тоа сакам да им го кажам на сите, бидејќи некој може да се осети нели, зашто вака, зашто Да. така, Да. Многу добро. да се кажа. дофатиме на таа тема. И многу Етичкиот значајно. дел во личниот развој. Да. Како на некој да му дадеш нешто, а тоа да биде искористено етички и на прав начин, а да не биде злоупотребен, бидејќи може, нели, Може. сите тие работи да бидат и злоупотребени. Јас сум жртва на мобинг од страна на познат НЛП мастер тренер, на двајца. Меѓутоа, тоа мене ми се случило затоа што јас сум го дозволила. Не е само едната страна, меѓутоа тоа би го кажала дека е ниво на свесност, значи секој човек што го има тоа во себе, да сака нешто да постигне на некој начин, да оствари своји лични цели, не мора да учи НЛП или било која техника, он може да се однесува неетички. Значи тоа може и на јога час додека луѓето ти се препуштени и се во медитација, да искористиш тоа и да направиш, да ги изманипулираш луѓето, значи независно. Јас, тоа ми е мене најважното, значи најважниот дел и тоа се препознава кај некого, бидејќи јас НЛП-то мене не ми е работа, мене ми е стил на живење.
Значи, моите вредности, убедувања се според оние принципи не на НЛП-то. Етичко живење воопшто, значи да помагаш на луѓето и да не сум го правила тоа, јас не би обстојала 15 години во Македонија без никаква помош, ниту од државата, ниту од било кој, се сама сум се финансирала и се уште има луѓе кои што доаѓаат, има доверба и почит спрема моето работење и центарот што опстоил 15 години во ова обкружување. Сите луѓе што доаѓаат на тренинзи, значи на коучинг, на индивидуална или групна работа, значи до сега, фала Богу, се нема случајно некој да злоупотреби или информација или не, затоа што види тоа одма се препознава таков човек. И тој самиот отпаѓа. Тој уште еден модул ќе дојде и после не се пронаоѓа во тоа. Затоа што е друга средина. Јас креирам друга средина, за да има доверба, да има почит, да има отвореност, луѓето да се чувствуваат спокојно, дека нема да се шират информациите, затоа што секако луѓето споделуваат лични информации. Меѓутоа, самото тоа што постои центар од 15 години кажува доволно. Значи за етичкиот дел опфативме. Да. Битно е секој да го има тоа на ум. Да, Учејќи било какви вештини, нели, за да се подобри, да не гледа со тоа да му наштети, нели, на некој друг. Меѓутоа, знаеш што, и тоа е процес. Еве јас од моето лично искуство што сум го доживеала тоа, па да не било тоа, па можеби ова денеска не би постоело. Тие луѓе ми требале мене како лекција. Требале мене како искуство, ми требале мене за мојот личен развој и јас секако сум им благодарна. Тие се уште си работат на свој начин, меѓутоа за мене тие биле голема лекција во животот и јас сум им многу благодарна за тоа. Така, си кажавме убаво. Да. Ме интересира како изгледа еден НЛП коучинг. Дали прво се пристапува индивидуално, групно, како е поделено самото, технички да речеме. Okay. Може да биде индивидуално, групно, знам дека работиш и со бизниси, тимови. Да. Значи може се, ова што го спомна, најмоќно е НЛП-то кога се работи во група. Бидејќи има групна динамика, има размена со други учесници, учиш од другите учесници, препознаваш некои работи, уствари доаѓаш до сознание дека твоите проблеми не се единствени. Значи има луѓе исто што имаат исти предизвици и проблеми. Се работи индивидуално, еден на еден, работам исто, значи некој ако сака да си почне некој процес свој, меѓутоа тоа не е класичен НЛП. Тука користам многу други техники, исто, нели, и од јогата, и од траума, семени констелации, се. Некои луѓе доаѓаат индивидуално од бизнес фелата, значи испратени се, имаат можност да се развиваат и нормално работам со тимови. Работам, групни, индивидуални. Да се задржиме малце на бизнисите. Ме интересира, работиш со доста бизнис тимови. Да. Со доста предприемачи на некој начин. Да. Кои се проблемите кои ги увидуваш највеќе во бизнисот? Да, таму почнува со тоа што, например, се перформансите пониски или лидерскиот стил не ги задоволува потребите на организацијската култура или па комуникацијата, конфликти. Меѓутоа, во позадина пак се лични прашања. Затоа што ние каде и да одиме себе си се носиме. Ако на почеток ја објаснив таа детелинка со 4 лисја, 4 полиња, ако земеме околу таа детелинка, си ти истиот на работа. Нели? По тимската работа. И сега твоите верувања, вредности, образци на однесување, стил на комуникација кој што доаѓа од семејството, од тоа поле на душата, ти тоа го носиш истото на работа. Може би малце од некоја друга форма, меѓутоа стратегијата на справување со конфликти и со предизвици и проблеми ти е иста, дали на работа или дома. Затоа што тоа е несвесен процес. И на работа, во бизнес обкружувањето, ние нормално не работиме така толку отворено за лични прашања, уствари тоа е само во Македонија. Тоа ќе прашав, да, дали има разлика методата на работа
лично и Да. во бизнис околина. Секако дека има. Да кажеме, во НЛП групите многу поотворено се зборува, додека во бизнисот не се зборува толку, нели, за содржински, што се проблемите лични, меѓутоа преку вежбите луѓето доаѓаат сами до сознание. Најважното во НЛП-то е тоа дека содржината не е толку важна. Структурата на проблемот е важна. Структурата значи како ти го доживуваш предизвикот или конфликтот или проблемот. Што се случува во тебе. Значи, затоа што, например, ако имаме некое травматично искуство, не е важно што се случило. Важно е како ти сега, после 10-15 години, се уште реагираш на тоа. Тоа е многу поважно отколку затоа што тоа што се случило ние не можеме да го сменим. Така. Со кои методи се влегува во НЛП едукација? Кои се методите? Дали се почнува од разговор, некои прашања одговараш? По-конкретно како се одвива самиот процес, да ги запознаеме гледачите. Да. Како некој влегува во тој процес? Дали е на семинар или е во приватна група во неговата фирма или сам сака да изрази желба да дојде на консултација или било како, во која форма? Што е тоа што се прави, што се вади на масата прв пат кога ќе дојде некој? Да. Прво и основно, ние не се јавуваме по луѓе да доаѓаат на НЛП, затоа што НЛП-то е нештото што ти самиот треба да препознаеш дека тебе ти треба. Затоа што си почувствувал некаква потреба од промена, од личен развој, сакаш да се надградуваш себе си. Најчесто луѓето доаѓаат кај нас и викаат, сега ми е време за НЛП, или после 15 години некој ќе каже, НЛП имало во Македонија, не сум знаел или знаела до сега, значи дошол моментот за информацијата. И тоа е веќе семе за почеток на некаков развој. И кога ќе си се пријави некој или кој ќе дојде или кој ќе постави прашање што е тоа, нели, имаме краток разговор, што е потребата и после тоа влегуваш во групата и почнува се. НЛП-то не е PowerPoint презентирање. Јас не предавам таму. Туку е се искуствено. Нормално кажувам некои работи, меѓутоа се прават многу вежби, луѓето преку вежби доаѓаат до разни трансформации и промени. Значи се е практично. Не е толку теоретски, како што ние знаеме некакви тренинзи, нели? И најчесто луѓето доаѓаат во групна динамика кога е. Тоа си почнува, тоа се 7 модули по 2 дена, секој модул си има одредена тема на која што се работи, имаат и вежби кои што ги работат и тоа е едно цело патување. Че почнуваме од тоа откривање на тоа, со кое сетило комуницирам, што е тоа, например, што е поразлично од мене и од соговорникот, со кое сетило комуницира соговорникот, како филтрирам информации. Значи, што е тоа што сакам да го постигнам, која ми е целта, каде се гледам себе си. Се работи на различни теми, во секој модул различно. А кога доаѓа некој индивидуално, еден на еден, тоа што работиме конкретно на прашањето. Со твоето искуство до сегашно, што би рекла кој е најголемиот проблем кај луѓето или не би можела да генерализираш? Дали има тоа, спомна, поставување цел, однос, комуникација, страв, трема, што и да е? Најголем проблем е индивидуално, што е за тебе најголем проблем. Значи нема генерално? Не. Затоа што има луѓе што имаат травматично искуство, загуба на дете, на близок и се многу по-позитивни ориентирани од некој што се скарал со дечкото или девојката и паѓа во депресија, значи нема правило. Не е важно што ни се случува, важно е ние како реагираме на тоа. Така. Убаво спомнавме, го заокруживме овој дел, да речам, на разговорот. Ме интересира дали би можела, конкретен некој пример да дадеш од клиент, што постигнал тој клиент преку НЛП. Бидејќи, спомна, не може да генерализираме, секој доаѓа со различен проблем, некој му е комуникацијата проблем, некој поставување на цел во животот и многу други работи. Дали може со некој пример конкретен дошол тој со тој и тој проблем и го надминал преку НЛП методи? Да. Има многу примери, сега да се сетам на нешто. Ќе објаснам. Таа клиентка често ја кажувам, бидејќи е така специфична
на некој начин, мада секој е специфичен на свој начин. Клиентката дојде со прашање онака, вика си помогне себе си, бидејќи има многу депресивни денови, значи кога веќе и на работа тоа многу и влие, има раководна функција, вика, а немам причина. Значи, здрави, живи родители, сестра имам постара од мене, значи, да, може би немам партнер, меѓутоа не сум депресивна во тој дел, меѓутоа имам многу често моменти во моето секојдневие кога ме фаќа депресија. И тоа ми е вика како бранови. Неколку месеци сум депресивна, па после сум окей, па пак депресија. Сега, јас бидејќи работам системски НЛП, нели ме интересира од семејството, од каде доаѓа, што се случило во семејството, и јас го работам тоа многу практично. Значи имам листови, ги редиме на земја и викам, покажи ми го семејството. Како изгледа твоето семејство. И сега, штета немам нешто така, меѓутоа, ако е, например, ова таткото, мајката, чека ни треба уште нешто, немаме нешто било што еве. Еве овие црните батериите, ако не ти требаат, така. Вика, ова е сестра ми, вика, ма ти кај си, па еве јас сум тука. И са еве ти ако погледнеш овде, татко, мајка, сестра и она, што за тебе значи ова? Тебе те прашувам сега, да. Што за мене значи? Што предизвикува ова кај тебе? Гледаш татко, мајка, она до мајка и овде сестри. Вака кога гледаш, нема точен или неточен одговор, туку сакам да укажам на тоа дека секој има своја перцепција, нели, на работите. Са ти кога ја гледаш, ова е некоја констелација кај тебе, викаш, интересно ли, не знам ли, можда дека е поблиску до мајката, ова е во средина, нешто кажува ова, така? Така, да. Да. Сега исто јас не ја прашувам, што кажува, викам, ова за тебе? Па вика, со мајка ми сум, вика, така, не значи дека сум поблиска од нејзе со татко ми, меѓутоа како погрижлива кон мајка ми, значи, вика, и така, и вика, и слични сме, вика, и она така депресивна понекогаш, вика, а вика, ма сестра ти како е? Сестра ми е, вика, човек, вика, така, секогаш ведра, насмеана, вика, така е, вика, тотална спротивност, вика, од мене. И викам, сега, нели, ова во кратко го објаснувам, ја прашувам што се случувало во семејството, имате ли нешто, викам, затоа што спомнуваш депресија и мајка ти. Дури после едно 20 минути спомна, па ние имавме и почината сестра. Викам, окей, викам, каде е таа почината сестра овде? Па не, вика, таа, вика, јас не ја познавам, вика, и многу мала починала. Викам, ама постоела, така? Вика, да, ама вика, не збориме за нејзе, вика, тоа е многу травматично искуство, тешка тема, вика, не ја спомнувам. Викам, ке можеш ли сестра ти да ја ставиш овде? Ама не, вика, зошто да ја ставам, вика, јас не ја познавам, вика, не ја знам која е, вика, живеела, вика, 2-3 годинки и починала. Само може нешто се, така. И викам, ако е ова сестра ти, каде ќе ја ставиш сестра ти? Сега малце тука специфичен, зашто она ја стави врз мајка. И одма нешто се менува, така? Кога знаеш дека ова е починато дете, ова е мајка и она е тука сестра и тука татко. Викам, што се случува сега, викам, кај тебе, пошто приметив кај нејзе нешто се смени. Гласот ти стана потивок, се поднаведна, па вика, сега, вика, кога ја ставивме тука, вика, имам некое чудно чувство. Викам, што се случува? Па вика, некоја тага ми доаѓа. И викам, ти не се, нели, не ја познаваш? Вика, не. Викам, дали ја памтиш мајка ти? Викам, колку време си после нејзе родена? Па вика, 2-3 години. 2-3 години од кога е она почината. Викам, како ја памтиш мајка ти и татко ти? Па вика, мајка ми беше стално депресивна. Вика, јас како малецка, вика, се правев за да ја развеселам мајка ми. Ја чувствуваш позадината? Да. Викам, сега викам, ако можеш да наместиш како што е во семејството по редослед, нели, би било првата сестра, втората и третата, така? Таткото и мајката. И она си застана тука на свое место и викам, како ти е сега овде кога стоиш? Па вика, не ми е пријатно, вика, не се чувствувам убаво.
И викам, сестра ти е секогаш насмеана, весела, вика, да, викам, а ти си депресивна. Викам, знаеш ли зошто? Вика, зошто? Викам, сестра ти е родена пред смрт, а ти си родена после смрт. И тоа е огромна разлика. А не ја познава, така? Меѓутоа, ја гледа тагата кај родителите. Имаат починато дете, нормално. А најважното од се е, што да не починала таа, ти немало да постоиш. Значи, во системската работа, во освестување на тоа од каде доаѓаме, што све се случувало во семејството, најважно е почита и одавање на признание за оние што заминале за да ние постоиме, така? Како во овој случај, се ова е голема случка и се кога ме праша, нели, некој клиент... Да бидеме практични, за да можат, нели? Да. Што се случи со девојката? Значи, она всушност освести дека депресијата не е нејзина. Она е само лојална ќерка. И тоа што го гледала како мало девојче, дека мајката била депресивна, за да ја помогне, и она ја превзела депресијата на некој начин. Тоа е лојалност. И тоа ние сите го правиме. Лојалноста, најобично кажано, може да биде ако татко ми пиел, не знам какво кафе, јас ќе го пијам тоа. Ова е на друго ниво, ама истата лојалност е потполно истата. И за неја се беше овој само една сесија, такво откровение, значи трансформација. После тоа ние направивме уште една вежба и дадов 2 ливчиња на кое што пишуваше нешто и реков одбери едно ливче. И она одбра едно ливче, вика јас ќе го задржам ова, а другото ќе го стави некаде во констелацијата туку. Ја викам, што чувствуваш во ливчето што го држиш во рака? Значи, сакам да објаснам дека содржината не е толку важна. Важно е како ние реагираме. Вика, па отсеќам така, тешко ми е, вика. Викам, па зошто го држиш ова ливче? Па вика, мое си ова. Вика, можеш ли да го отвориш? Го отвара ливчето и на ливчето пишува смрт. Викам, отвори го другото ливче, на другото ливче пишува живот. Значи, викам, ти одбираш смрт, не значи дека ќе умре, меѓутоа енергијата. За не смртта од лојалност за сестричката што е почината пред нас. И требаше многу време, ги стави 2 ливчиња на земја за да застане во живот. Вика, ако со едната нога стоеше во смрт, со другата во живот. Вика, ако предам целосно во живот, вика, имам чувство како да не сум веќе лојална. Како да изневерува. Тоа се случува. Баш добра практика, вака. Да. И тоа беше многу едноставно. За неја се беше преубаво чувството да влезе целосно во живот, да го почувствува животот во себе и на тој начин всушност да се ослободи од емоционалното наследство. Пред малце спомна исто пример со некој што имал страф од летање. Да. Која е ситуацијата тука? Тоа доста луѓе го имаат. Да, панични напади, не мора да е само од летање, може, нели, имам и исто различни теми, меѓутоа пак не е тоа паничниот напад, анксиозноста се само резултат, да. Да ги тргнеме реквизитите. Паничниот напад, анксиозност може да биде луѓе што премногу купуваат, трошат пари, цигарите, алкохолот, коцкањето. Тоа се само симптоми на неразрешени трауми. Кај некој излегува во паничен напад, кај некој во анксиозност, некој во сите овие други зависности што ги спомнав, се само симптоми на неразрешени трауми. Тоа е. И сега, нели, ова што спомнав за паничен напад, конкретно случајот, исто во 3 сесии се откри всушност од каде доаѓа тоа. Доаѓа, нели, од системот, бидејќи еден од неговите родители имал често пати панични реакции, не знаел да се справува во ситуации што се предизвикува во животот. Да, и ова дете, човек, возрастен човек, има превземено тоа затоа што во еднаш во авион му се случила слична случка не со него, со сопатник кој што реагирал со паничен напад. И кај него од тој момент почнува всушност стравот од летање. Аз збориме за, нели, 30 годишен човек, не е млад човек. Него имал тоа, претходно летал. Значи, тоа е запамтена реакција.
од некојот обкружување. И доаѓа од после. Доаѓа од после. Меѓутоа, кога доаѓа? Во моменти кога ние не се чувствуваме добро, дека кога ние имаме некаков предизвик или нешто и одеднаш може да се појави некаква фобија од лифт, влегување во лифт, и такви случаи сме имале, што имаат страф од влегување во лифт. Еднаш се затресол лифтот, може би се заглавил и после секое влегување во лифт стравот стои. А кој ти гарантира дека пак ќе се расипе лифтот? Никој. Меѓутоа, тоа е запамтена информација. Спомнавме во двата случаи семејство. Што учи НЛП-то? Највеќе работи доаѓаат од семејството или од околината? Кој е тука односот околина-семејство? Се и семејството е околина. Така да дали Зборам поширока околина да ја земеме за пример Може и и семејство. Да. Например, училиште, тоа е Да. малце пошироко. Да. И семејство како круг од 4-5 луѓе. Да. Се почнува од семејството. Прво и основно, затоа што ние кога сме мали, ние зависиме од релацијата помеѓу родителите. Тоа е наше, за да обстанеме. И сега, каква била таа релација помеѓу родителите, не постои идеално семејство, невозможно е, сигурно имало и конфликти, може би имало и загуба, не само на луѓе, загуба на пари, на имот, на работа, тоа се влие, затоа што се случува во енергијата во семејството, начинот на кој што реагираат нашите родители се менува. И на тоа ние реагираме, на нивната промена како деца. Тоа во психологијата се вика стратегија на преживување. Coping механизам, начин на справување. Значи, ако, например, сум имала, не е мојот пример, меѓутоа, ако некој имал пример на татко кој што бил постојано критички настроен кон децата, кон мајката или кон обкружувањето, детето ќе учи како да се справува со тоа. Или ќе стане премногу самокритично, или тоа ќе критикува, или пак ќе стане жртва. Се може. Значи, во тоа, начинот на тоа како родителите реагирале спрема нас, ние одма имаме начин на справување на тоа. И тоа се било со добра намера, не значи дека родителот не смее да критикува. Меѓутоа, кога ќе се зборува за травма, не значи дека треба некој да умре, дека само тоа е травматично искуство. За едно мало дете, ако, например, имало конфликт во семејството или родителот го напаѓал детето со зборови, за детето и тоа е травма. Дури помала ситуација. Не се знае, да. Тоа е, Претпоставам дека околината зависи многу, меѓутоа се тргнува од семејството. Не ги исклучуваме ни баби, ни дедовци, ни поширокото семејство, затоа што некојаш може да те чувала баба некој или дедо повеќе. Така да си го гледал тој систем повеќе, реагираш на тој систем. треба тоа да се дефинира. Се, да. Така. Претпоставувам дека не постои родител на светот, нели, кој планира да нанесе травма на своето дете. Секако. И да му направи, нели, некои тегоби натака во животот. Апсолутно. Но факт е Човек. дека се случува. Зошто? Затоа што и тој родител е дете на своите родители, кои што и тие се справували, имале загуби и травми, тоа така продолжува. Може ли на некој начин тоа да се превенира Да. или сепак некојаш има повеќе опции? Личен развој, најголем подарок што родителите може да му го дадат на едно дете е да работат на себе. За да излезат од своите образци на однесување. Затоа што тие може би биле корисни во еден контекст, во едно време, меѓутоа не се во. Така да Значи, работат. одговорот би бил работа на себе. Секако. Пошто сигурно нема некој што сака намерно да нанесе травми, Јас општо да секогаш направи нешто лошо. Кога работиме констелации, кога работиме, значи јас секогаш укажувам, апсолутно не е да најдеме ние виновник во некого, дали во родителот, во таткото, мајката, бабите, не. Туку да разбереме, да го разбереме нивното однесување, бидејќи тоа доаѓа со позитивна намера, и тоа доаѓа од некаде, затоа што и тие живееле и се справувале со се и се што. Значи, нема, никого не обвинуваме тука. Туку, ако јас тоа го видам, значи јас имам избор како ќе реагирам. А родителите, секоја почит, нели, овакво кон нив и
Со разбирање на тоа дека и тие се справувале на свој начин, а не сега да ги обвинуваме. Затоа само ова сакам да го кажам, во овој контекст е многу важно. Животот нас не предизвикува постојано, меѓутоа на нас е да порасне. Не можеме ние растеме во годините, меѓутоа многу од луѓето не растат во начинот на справување со предизвици и промени. Реагираат на ист начин како кога биле можда 5 или 10 години или 15. За многу луѓе општо е табу тема да самото тоа да зборат на теми за личен развој, тоа има некако Тоа во Македонија. Да. А факт е дека постои некако тоа како проблем и како нешто што може да се превенира, како што спомна личен развој, нели? Да. Секако јас Зошто да не? Да, во мојот развој јас сум поминала многу тренинзи, многу workshoпови, работилници, секакви сум работела на себе и никогаш со тоа не сум ги оптоварила моите родители. Него има се повеќе и повеќе разбирање за нив, за нивниот живот, за нивните трауми. Сум благодарна што сето она што го направиле нели на начин на кој што најдобро умееле и можеле. Меѓутоа јас можам да реагирам поинаку на тоа. Ако порано можеби сум била бунтовник, сум барала слобода да си биде по мое, се уствари гледам дека па сето благодарение на сето тоа сум јас денеска тоа што сум. И не мора нив да ги оптоварувам со тоа како требало да биде, како требало да реагира. Тие направиле најдобро што можеле. Меѓутоа јас сега немам потреба да реагирам на начин на кој што сум реагирала порано. Толку е тоа едноставно. Ако не можат родителите, можеме ние децата да направиме, да инвестираме во себе, да се развиваме. А не се префрла вина. Да. Тоа е исто лоша опција. Да. Веројатно. Да. Што нема ништо од тоа. Тргнеме од себе. Сите. Да. Никој не добива ништо од тоа да префрламе вина. Што добиваат луѓето? Ако може еден список да направиме, што добиваат преку НЛП едукација? Спомнавме доста работи, но да ги срочиме би сакал. Да. Подобрување во комуникација сам со себе, со околина и натака, како било списокот? Преиспитување на своите верувања и вредности, на тоа на што се насочувам, значи дали тоа ми користи или не ми користи. Освестувањето на тоа дека не постојат тешки луѓе, тешки клиенти, луѓе што ти ја земаат енергијата, туку ти не си доволно флексибилен да комуницираш со нив. Освестување на тоа која ти е улогата твоја во семејството во кое што живееш и улогата на работа. Улогата не ти е менаџер, финанси или HR, туку улогата е она скриена улога, несвесна, што ја правиш за да го балансираш системот во кој што припаѓаш. Така да откриваш тоа кај ти е местото. Например, во семејството, ако си трето дете, не можеш да се однесуваш како прво. Или не можеш да бидеш родител на родителите. Значи, местото какво ти е, која ти е големината. Тоа е многу интересно. Големината е годините. Дали си во годините во кои што си? Имав еден пријател, еден дечко исто кој што се соочува со предизвици во својот живот. Он има 32 години, меѓутоа се однесува како 18. Значи не си во годините. Кој е тука проблемот, како се проценува тоа и слично? Одма се гледа, затоа што реагираш на несоодветен начин. Така да, големината е исто важно. Која големина? Си има луѓе што се 20 години, а се однесува како 40, например. Се знае. Тоа е исто важно. Освестување. НЛП-то ќе го кажам онака дека во било кој контекст, не е важно во кој контекст си, важно е да имаш самосвесност, да реагираш според местото, времето и контекстот во кој што се наоѓаш, а не со минатото. Значи, тригер. Нас тригер може да ни биде се. Меѓутоа, дали ние ќе реагираме според реалноста сега или според некои образци од минатото, тоа е личен избор. Однесувањето е личен избор, не е нешто што се случува случајно. Колку им е тешко на луѓето, од која ќе им ги представиш техниките, методите, се што нуди НЛП-то, да ги усвојат? Гледано од твоето искуство. Затоа што
Еве сега И да само се смена, да речем, да ги усвати да почнат Да. на тој пат. Еве што се случи со тебе сега кога ти го покажав примерот со девојката. Што осозна ти? проблемот кој бил во Да. самата приказна. И са ти ако ја правиш констелацијата, ако ти си член на констелацијата, правиме твое прашање, ти во моментот го имаш сознанието, така? И во моментот знаеш, чувствуваш и во телото и знаеш, ја гледаш ситуацијата од каде доаѓа. И тоа разбирање и освестување веќе секој нареден пат во кој што ќе ти дојде, например, депресија или се, тебе свесноста веќе ти работи дека реалноста не е таа да паднеш во депресија или да имаш паничен напад или анксиозност. Затоа што веќе си го искусил. Телото е искусило промената. И тоа оди моментално се случува промената. Сега, што е важното после тоа? Возиш кола? Да. Океј. Се сеќаваш на првиот час кога си имал за возење Се кола, сеќавам. како ти било? Појма немаш кумплу, Не знаев газ, клучот како да го свртам. ретровизор, па тој до тебе уште ти вика не лево, не десно. Така и ова. Имаш ново сознание, ново искуство, треба да вежбаш, да се освестуваш себе си во одредени ситуации дека реагираш поинаку. И тоа ќе ти стане во еден одреден момент несвесно. Влегуваш во лифтот, колку и да се тресе лифтот, не реагираш веќе. Затоа што веќе ти е телото ти е вакво и има искусено дека уствари нема врска со лифтот. Дека натрешно ти можеш да направиш промена каква и да сакаш. Да се однесуваш како и да сакаш. Така да се зависи од нас. Така, Марина, се ближиме при крајот на овој разговор, веќе Да. помине 1 час. Да, вау. Ме интересира што би кажала ти како takeaway message од овој наш разговор за некој што веќе го заинтересира НЛП темата, што да извлече од овој разговор, што да биде takeaway, со што да си отиде од овој подкаст. Мислам дека тоа е многу битно, бидејќи некој го гледа, може му е сега конфузно нова тема. Да. Јас доста се информирав дека многу мал број на луѓе знаат воопшто што е НЛП, затоа и сакав да најдам човек со кој што би можел да само да ја дадам темата, нели да ја ставам на маса, тука се гледачите нели некој да процени дали е тоа за него или не е. Да. Што би требало според тебе да биде takeaway message на некој што не гледа веќе повеќе од 1 час? Да. Ке кажам една реченица дека животот е процес на постојани промени, а развојот е опција. Дека доколку сакате да се развивате, сакате да ви се случува нешто поинаку од тоа што ви се случува сега, мора да инвестирате во себе, затоа што ако продолжите на истиот начин да се однесувате, истите работи ќе ви се случуваат. Значи, доколку некој сака промена, мора да направи прво промена во себе, за да му се случи нешто друго, некаква промена. Така да НЛП-то е сега после овој разговор, некој сигурно ќе го заинтересира и тоа е веќе доволно. За да почне нешто, може би не мора да дојде веднаш на тренинг, може да се информира, да чита, да истражува, меѓутоа НЛП-то не се учи од книга. НЛП-то е искуствен процес, затоа што еве сега ние да гледаме на видео да играме салса, нели? Јас сега сама да пробувам дома, не е тоа. Морам да имам партнер. Енергијата на групата, тоа е. Енергијата на групата, релацијата, значи се зависи од тоа како ние се поврзуваме со самите себе и со другите луѓе. Значи, животот ќе не предизвикува постојано. На нас е како ќе се справуваме со тоа. А справувањето е нешто што е кодирана и програмирана начин, образец што го имаме уште од детството, меѓутоа е менлив. И тој може да се смени. И многу лесно, многу поедноставно од колку што мислат луѓето. Да, многу е практично НЛП-то, многу е забавно НЛП-то, се учат многу интересни работи, се запознаваат многу интересни луѓе кои што доаѓаат со иста енергија да направат некаква промена и самото обкружување, доколку некој се уште нели малце така воздржан, самото обкружување ќе го впушти во некаков процес на отварање на комуникација и нема човек што дошол на НЛП што не направил промена.
Значи немаш тоа да се изгуби во тој процес. Не. Може само да се добие. Да. А што мислиш, што е тоа луѓето што ги спречува, сега ми дојде прашањето, Да, накнало ново, што е тоа што ги спречува луѓето општо да, бидејќи доста гледано од претходниот разговор со Катерина, Да. кога ќе се спомнат некои вакви теми, дури јас веќе го сега еден по друг подкаст некако се доаѓаат вакви теми што се окей. На Да. крај крајва ние само збориме, даваме нешто, шанса гостинот има да се искаже, јас сум тука да го водам разговорот. Луѓето премногу некако ја доживуваат општо тој збор само развој на Да. себе, некако како се доживуваат дека е веќе како да не постои тоа. Ти убаво кажа, секој има право да седи нели на таксиметарот дур куца Да. и има право. Тоест во никој случај овој разговор не е наметнување на нешто, мислам дека не беше така, не е убедување во нешто. Да. Исто и претходниот со Катерина. Што е тоа што им ствара на луѓето некоја верзија од таа тема и некој чуден однос имаат спрема тоа прашање? Страф од промени. Многу едноставно. Страф од соочување. Затоа има многу луѓе што знаат се. Нели? Да. Тоа е исто некаков образец, некаква програма што за заштита. Од таму доаѓа тоа. Два правци има. Дали си безбеден е прашањето. Еве, дали си ти безбеден? Дали си безбеден? Моментално Да. и општо, моментално се чувствувам безбеден. Се чувствуваш. Тоа е многу важно. Затоа што друго е, едно е да си безбеден, а друго е да се чувствуваш безбедно. Така. И луѓето, кога некој нешто ќе ги предизвика, всушност не се чувствуваат безбедно. И тука е стравот. Од како да реагирам на ова, па што ако се смени нешто. Многу повеќе луѓе имаат страв од успех отколку од неуспех. Затоа што ако успеам, што ќе се случи? Обкружувањето, како ќе ме гледаат луѓето, како ќе се носам јато со тој успех. Значи, чувството на безбедност е многу важно. Некој може да биде да живее во безбедна зграда, да има безбедносни аларми, а да не се чувствува се уште безбедно. Од внатре. Однатре. Тоа е што луѓето малку ги имаат страф од на некој начин од промена, страф од излегување од зоната на комфорт. Ама тоа е исто избор и тоа е окей. Ако е некој среќен со тоа, нема потреба. Да. Никој не наметнува тука нешто, секој треба да да бори. Самите вакви муабети некако ги доживуваат луѓето малце чудно, па што е сега ова, па дали е ова вистина, па дали е вака. Секој треба сам да си процени согласно самиот себе. Точно. Тука моја задача е спроти мене во подкастот. Да, ширам информации. Да. Тоа е супер што има луѓе како Мислам дека е окей, извини што те прекинав, дека луѓето да знаат што е НЛП кај нас, бидејќи јас 99% што ги прашав не беа запознаени со темата. Исто така како што со следните гости имаме некои теми, следната епизода некои модерни професии. Сакам луѓето, моја цел е да знаат само што се случува. Пак е на тебе, никој не може, никој и да сака некој да ти наметне, не може, не па од другата страна да се запознат, бидејќи мислам дека треба во 2023 година во Македонија да се знае оваа тема и да се има еден разговор тука напрен на таа тема. Следната тема, не знам, на модерни професии, што се случува во светот. А луѓето некако затворени како да не се случува ништо, како да не постои ни ова што го збориме ние, ни модерните професии. Па затоа сме некако како стегнати да се премногу луѓето. И би им порачал малце да пробаат да се опуштат. Видов и по некои коментари на некој темата едноставно име општо некоја тема што е нова. Конкретно еве за следниот подкаст имам намера да донесам една девојка која се бави со доста модерна професија, нешто што е ново, чудно можеби за тука, онлайн. И сега тоа луѓето па ова сега што е, како е, па тоа е модерна професија, тоа утре ќе треба некој ќе сака да се занимава со тоа, да биде онлайн креатор на содржина едно друго. Уште некако како да каскаме назад во тоа време каде што било факултет, па после чекам работа, па кај ми е работата, како малце да пробаме да се приклучиме во ова се. А знаеш ли зошто? Тоа би била моја порака ако некој сака да. Да, некој сам ќе се. Тоа доаѓа од превземање одговорност. Зашто ако јас кажам дека нешто ми треба, дека сакам нешто поразлично, треба да превземам и одговорност тоа да се случи. И затоа остануваме таму кај што сме и на колективно. А одговорноста и притисок некој и слично. Да. Само тоа, исто како ова креирање сега на содржина е голем притисок. Нели ова секоја недела гледаш и ти се
Да. Ќе искористам прилика и да се заблагодарам, бидејќи ова некако беше многу во краток период можеше и да снимаме за да издржи епизодата да излезе следна недела. Цело време едно по друго и тоа е огромен нели притисок, стрес што мора да се прифати во знак на тоа да создадеме некоја содржина и некој да има што од тој разговор, како што спомна преската прашање, get away message, да извади нешто од тој разговор, да не биде дека сме седеле онака. Важно е исто која е твојата вредност, ти што сакаш да ја понудиш. Нели, ти тргнуваш од своји вредности и убедувања. Замисли исто како би било јас ако кога се вратив од Холандија 2007, нели, целата со елан го носам НЛП-то во Македонија и ако подклекнав на сите убедувања дека ова никогаш нема да успее во Македонија. Немало да успее. Пак доаѓа од натре. Ако ти си убеден и веруваш во нешто, дека тоа што го правиш, знаеш зошто го правиш, знаеш зашто го правиш, невозможно е да не успее. Затоа што ако знаеш зашто, знаеш каква вредност ќе ти донесе, ќе најдеш начин и способности, ќе учиш нови работи, ќе менуваш однесување, само да го оствариш тоа што знаеш дека има некаква смисла. Така и со мојата работа не би постоел НЛП центар од 15 години во ова окружување, ако јас не сум верувала во тоа. Така. Затоа е важно за луѓето пораката, што ви е вас важно и вредно. А што би им порачала, преска малце го чепнавме тоа прашање, што би им порачала, бидејќи доста луѓе мене ми пишуваат, одлично се концептот едно друго подкаст, некои теми се допреа за личен развој, па некои луѓе нели се пронајдоа, не е само негативно и тоа ми искрено ќе настојам да не се држам до тоа. Сега ако има 20 луѓе што не им е окей, а од друга страна има 20 луѓе што издвојуваат време да пишат реферати, едноставно не знам кој е тоа, веројатно има некоја психологија позади тоа да се вреднуваат многу повеќе, тоа сам себе се фати во таа замка. Многу се вреднуваат еден негативен коментар, се вреднува како 100 позитивни, а тоа не е можеби ни фер во некоја гледна точка. Бидејќи тука си има некој пак треба, јас сум секогаш да има суд, да се знае што е добро, да биде секако што треба, нели нормално. Може една лоша, стварно да има вредност од повеќе добри ако е таа конструктивна и едно друго, не викам не, но некако да не се дава премногу, гледам тоеш настојам да не се дава премногу сега на некои лоши коментари, бидејќи тоа секој ја спречува другата страна. Другата војска, да. Така почнавме, нели? На што ќе се фокусираш? Почна. Ако ти се фокусираш на негативните и тие ти влијаат на полена енергија, да ти се намали мотивација, ти се намали фокус, отиде подкастот. А прашањето беше, не го докажав, да, беше за тие што немаат цел, дали би можела или како, или преку твоите искуства до сега, луѓе доста ми кажуваат што беше првиот муавет, како дојде до овој муавет, тоест ми кажат дека не може нели да се пронајдат, не може. Некако тоа има доста голем проблем луѓе, као се окей, нели, си се луѓе како што секој нормален човек, нели. Да. Но имаат проблем со тоа, нели, во нешто да поверуваат. Да. Нема како. Се име некако, тоа го гледам доста. Сега си се отворив на тема, тоа период. Се име некако, тоа ме интересира да споделам со некој. Се име некако измама на луѓето, се име некако превара, ова е превара, она е превара, цел свет е превара, се е теорија на заговор. И добро, каде сме ние тоа што тоа цела приказна? Као никаква моќ немаш ти како поединец да си избориш или со таа превара, ако е превара кажи ова не е за мене, јас не учествувам тоа или не ќам да го гледам, да го слушам. Ако ти е окей да го прифатиш, да го... од каде до тој... Пак доаѓа од семејството. Пак доаѓа од системот од кај што припаѓаш. Доста е тоа активно тука. Можеби така ми се има створено некоја, нели? Пак што кажав, тоа негативно влијање како повеќе мог да има од позитивното. Како едно негативно е 10. Тоа во Македонија така. Такво ни е кодирањето нас. Ние никако да излеземе. Искодирани сме очигледно малце така. Да. Поединци, ете вака работиме, правиме, меѓутоа поголемиот дел е апсолутно одговорноста е секогаш на некој друг. Се некој друг нас нешто ни прави, нешто се случува, а немаме моќ да превземе, така мислиме, да превземе одговорност. Обичен пример, кога се вратив ја од Холандија, ја мислам готово, сега во Министерство за образование ќе се обучуваат политичари едно друго. После сватив, уствари, чека, овде не функционира тоа така, ќе почнам со поединци и поединците ќе ја шират идејата, ќе работат на себе, ќе прават промени и тоа излезе дека е најдобар начин. Значи, секој треба да си тргне од себе.
Не можеме ние да чекаме некој друг мене да ми го смени животот, ако ја не правам ништо за да направам промена. И се покажа тоа, еве 15 години, дека повеќе, подобро функционира. И мене ми е многу мило и во фирма кој ќе дојдам, во тимот, ако се 15 луѓе, еден ако направи промена, е супер. Така. Не мора сите. Два пати тргнав да го поставам прашањето, на кој пак не го така одговорив, би ама го- по Што моја е вина, по прашање? моја вина. Како некој да се пронеде да си ја стави целта? Како? Дали- Да да. дојде на НЛП. Да. Како? Нема тоа... Што би Како? сакал да прави, што? Да, Кој е како тука може да... Ја не можам ни да разберам како може да немаш цел. И не е поентата сите да бидеме милионери. Да, тоа е сега модерна цел некако. Боже, саче, замисли сите да се милионери. Па земјава еколошки ќе пропадне одмah, пошто сите ќе купуваме, нели? Коли скапи. Коли скапи, али што non-stop фрли, не знам ова, она. Фала Богу што не стремиме сите кон парите, затоа што не е во тоа само успехот на еден човек. Меѓутоа, некаков порив, сите имаме страст за нешто. Нешто. И тоа да е ова што се сега модерните професии што ги викаме, еве и ова доаѓа од некаков порив, така? Сега ти дали заработуваш од ова? Некој ќе те праша, што правиш муабети со луѓе, во има ли пари од ова? Меѓутоа има сатисфакција која ја те убедувам дека ќе донесе финанси. И јас што сум го работела НЛП-то не било на почеток, јас сум наплаќала, меѓутоа не сум гледала профит. Сум гледала само да се шири енергијата. Парите доаѓаат, зашто и парите се енергија. Значи, таа страст, тоа што нешто имаш однатре и да е тоа за видеоигрици, па може ќе станеш програмер на видеоигри. Апсолутно за се. Да, човекот треба да се пронајде она што е тој тригер, некој страст што имаш за нешто. Поготово во ова време. Да, Мислам се е дека може, возможно. као што спомна, видеоигри, ако играш, денес можеш од тоа да станеш и професионален геймер или видеопрограмер на видеоигри. Да. Имаме доста можности, така што Се возможно. не мора се црно баш да биде. Тоа Страшно. настојувам да некоја посветла слика да представиме. Да. Тоа она нешто што тоа пеперутките, нели? Да, кои ќе стомакот се- што ви кажа. Стомакот, секој го има тоа. Тоа сите да. Кај некого е придушен поради околината во која што живее, значи подклекнува на тоа, не си го слуша својот натрешен глас. А кај да е, тој ќе те стигне. Можда не сега, по 10 години, по 15 години, сигурно. Јас знам многу луѓе што после НЛП-то смениле тотално професија. Од финансиски директор на успешна компанија работи како коуч. Од толкави примања оди на нешто многу пониско, нели, за почеток додека те научат се и работи Тоа му го нешто. кажува стомакот, од таму да Тоа што е. би рекле. Да. Тоа е таа пеперутки. Јас не можам веќе да живеам без тоа, например. Сега да имало многу премрежја во моите 15 години, апсолутно, и прашање дали јас треба да продолжам, бидејќи финансиски не било лесно. Ама нема тоа однатре, само што ќе решам, прекинувам со ова, ми се јавува некој на телефон, сакам да се запишам за НЛП. И викам, окей, тоа е тоа. А после на некој начин како зависте тоа чувство. Кога ќе почнеш некои работи што ги осеќаш да ги реализираш, после се навлекуваш некако, јас гледам Ама и тоа е после има исто опасност. Треба да најдеш начин да се носиш со тоа, да останеш при земја. Да не леташ многу значи во тука облаци. може да има Да, затоа што егото е супер, нас ни треба на сите егото. Егото е achievement, заштита, егото е она што кажува до овде и не понатак. Меѓутоа егото без душа ништо. така. Мора да има баланс помеѓу его и душа. И затоа многу луѓе што имаат успех на некој начин, постигнале, имаат и пари, се губат во еден момент. Затоа што не им е избалансирано. Никогаш не го, со сите слушатели, не го заборавај телото. Затоа што ти можда сакаш да отидеш некаде и да направиш милиони, ама треба телото да го однесеш до таму. И телото во тој, кој ќе стигнеш таму, да те служи. Здравје, еластичност, флексибилност, да ти биде телото здраво, зашто џабе ти се милионите после. Ако се запоставиш. Така. Тоа е баланс. Ова прилика ќе искористам се и полека да го одјавам мој разговор, со тоа што ќе ти се заблагодарам што дојде, без никаков проблем, не излезе во пресред кога може да ние бидејќи имавме некој таков збиен распоред на Да. снимање,
многу ни излезе во пресрет и сум бескрајно благодарен за тоа. Им дадовме еден муабет. Да. Мислам убав, ќе Да, кажат гледачите, секако. нели? Судот ќе биде нивни на крај. Да. Фала ти уште, имаш ли ти нешто за крај да кажеш? Исто и јас тебе да ти се заблагодарам и тоа што викаш, нели, одма флексибилност, тоа е човечноста. Тоа е таа размена што веќе за жал не постои толку многу, се е нешто На привлечено. календар се е, Да, на Google да. Meet. Да, размената е најважна. И пак ќе кажам, ние постоиме поради релациите. И овој наш разговор, ова убава релација, верувам дека кај многу луѓе ќе донесе, ќе потикне нешто и сигурна сум дека и тебе ти е тоа целта со подкаст. Апсолутно, Така, апсолутно. така да, јас верувам дека твојата цел ја исполнивме за денес. Така. И ти благодарам исто на убавата размена на енергија и на зборови секако и ти посакувам многу успех. Фала ти многу. Тоа е тоа за денес. До следна прилика, пријатно.